се префрла вината, ако го земеме овој пример. Па наставниците биле одговорни, па не, родителите се криви што им дале телефони на децата, не ги воспитуваат децата како што треба. Па не знам, некој друг ќе рече, па нели, компанијата што ја произведува апликацијата, ја креира апликацијата, е виновна што не забранува таква содржина или слично. И одма одиме, нели, од еден на друг на трет и никој не застанува да каже, окей, ајде, дај да превземеме сите одговорност. Александра, како си? Добро. Како на вистина или се шалам? Да. Добро сум, фала ти на прашањето. Ете така. Возбудена пак за овој дел од епизодата, мислам дека имаме пак што да кажем. Да. Ова ни е трет пат у последните неколку месеци дека се дружиме овде и баш ми е мило што имаме можност да ја дообработиме уште еднаш книгата која што прави големи замави во Америка. Кај нас се уште неам видено некоја атракција да добие како книга, но е феномен кој што секако и ние се соочуваме тука во Македонија. Зборуваме за анксиозна генерација и ја разговорот би го почнал нели, идејата со денешната епизода е да ја обработиме вториот дел на самата книга, каде што авторот Джонатан Хајд збори за кои се некои темелни реформи или норми кои што може да се преземат за да се намали или да се смени проблемот кој што тој го детектира, тоа е дека се случува едно репрограмирање на едно цело детство кое што после тоа води во несакани последици. Ама би почнал со интересно беше само што извадивме епизодата пред неколку еден месец или колку и да беше за првиот дел на книгата и следниот ден или после 2 дена имавме на вести на секаде за TikTok предизвикот Супермен, каде што имам запишено минимум 12 деца во 4 дена завршиле на брза помош. Така. И од таму би започнал, кое е твоето мислење, како твој коментар на целата ситуација пред да навлеземе во самата книга? Да, баш беше и за мене интересно да го видам тоа одма во нели по порталите и на вести да го слушнеме. Првата моја реакција беше као што се случува, како размислуваат децава, од каде таа лудост, нели, да се направи нешто такво, но нормално тоа е првата реакција, ако застанеме и малку подлабоко размислиме и анализираме ситуацијата, земајќи го развојниот период низ кој што тие деца на таа возраст поминуваат, тој притисок од врсниците, кој што најверојатно се случил во моментот да се направи тоа, довел до таква една верижна нели реакција на толку деца да завршат со повреди. Баш си размислува, викам, па добра, еве, ако првиот се повредил, вториот се повредил, како дошло до 11 деца да се повредат, нели? Многу често ние скокаме со тоа да кажеме, непослушни деца кои што, не знам, не размислуваат, кај им е паметот, ама всушност, ако тргнеме малку подлабоко да ги анализираме работите, како тие работи имаат своја позадина, кои што ги предизвикуваат децата на одредено однесување, кое што подоцна секако има последици. Жално е што и покрај толку многу ситуации и случаи кои што се јавуваат во јавноста како последица на тие предизвици кои што оваа социјална мрежа ги шири, не се презема ништо подрастично, туку сега ова беше популарна вест 3 дена и после 3 дена, како што ние викаме, после 3 дена секој чудо се заборава. Кои се реформите кои што ќе се направат за тоа да не се повтори, или ќе чекаме до следниот предизвик кој што не знаеме, можеби ќе заврши фатално за некои деца, за жал. Да, па и ова не е прв предизвик од ваков вид да имаат дали деца, дали па и повозрастни имаат завршено во болница, имаат негативни последици по нив и кој што кажа ти од тогаш па до сега дали има нешто темелно направено да се смени тоа, и мислам дека
е интересно што и самата книга, самиот автор на книгата, баш збори за тоа и збори дека да, има работи кои што треба една држава или на ниво на нашиот пример би бил општина, може да се донесе, ама голем дел од работите кои што може да се сменат или може да го поправат сето ова, зависат од самите нас и зависат од самите родители. И тука прави интересна паралела кај што има некои работи кои што се на ниво на цело општество, ама голем дел од работите зависат од самите нас. Так. И како ние ќе реагираме на истите. Так. Да, баш тоа и јас, нели, додека читав книгата и тој дел од книгата го размислував, многу пати ние некако природно ни доаѓа кога ќе бидеме обвинети за нешто, дека ова се случува и треба да се промени. Прва реакција ни е, ама тој треба да направи тоа, или тој треба да промени тоа, да го промени тоа, и си ја префрламе топката, си ја префрламе вината едни на други, и во вакви ситуации исто многу често својот дел од одговорноста и да направиме нешто, да промениме нешто. Така да на крајот на денот не е важно кој е крив. Да. Не е важно кој е директен виновник за тоа што 11-12 деца завршиле у болница. Тоа веќе се случило. Така. Како да излеземе од тоа? Бидејќи ако најчесто ако застанеме таму и сега се убедуваме не ова е крив, оно е крив, Александра е крива заради тоа што тоа е тоа и тоа. Така. Ние ништо не сме сменили да спречиме повторно истото да се случи во различна форма. Може уште полошо од претходната. Так. Затоа мислам, моето мислење е дека секој треба да си земе од својот дел, нели, и родители, и наставници, и власт, па и компаниите, нели, на тоа би требало да се случи на малку поглобално ниво, каде што секој ќе си ја преземе одговорноста и ќе направи некаков чекор за да се превенираат идни вакви ситуации. Да. Со нас у студијата исто и Сандра и како родител на неколку деца на возраст кои што имаат пристап до TikTok и се помеѓу други деца, дали имаш ти некој коментар на сево ова? Да, јас сум родител на 4 деца, на различна возраст и морам да кажам дека дека го поддржувам Џонатан Хајт и се согласувам со тоа што го излага во книгата, но исто така гледам некои предизвици, нели, во целата работа. Секако дека се согласувам и со ова што Александра го кажа, дека секој од нас треба да гледа свој дел каде што ние сме одговорни и да делуваме како такви. Јас, например, како родител, јас сум одговорна за моите деца и за тоа што ќе им дозволам на нив. И баш овој пример со Супермен се случи исто така и во групата каде што тренират моите деца. И од кога слушнав јас на веста дека има повредени деца заради испробување на Супермен, тогаш они ми кажа дека па и они го правеле тоа, мислам не они конкретно, туку другарките на тренинг со помалите деца правеле, испробувале и никој не беше повреден, среќа. Меѓутоа јас дознавам на крај и они коментарот нивен беше дека они никогаш не би го пробале тоа и они дека се оградуваат на некој начин. Сега може би не знам од каде би почнале со одговорноста и со тоа што може да направиме, бидејќи јас лично како родител гледам дека не можам да ги следам трендовите на начин на кој што ги следат моите деца. Не ни сакам тоа да го правам. И тогаш се поставува прашање дали е во право Џонатан Хајт кога кажува дека деца не треба да имаат смартфони до својата 14-та година. Што за нас е можеби како некоја радикален предлог, радикална норма. Да, и тоа е првиот од 4 темелни реформи кои што тој ги предлага и избори дека децата треба да имаат базичен, најобичен телефон со кој што може единствено да
се допишуваш и да можеш да се јавиш на тоа дете за ако се случи нели дека треба да биде земето од училиште, па ако има после тоа активности после школа, не вели сега нема никакви телефони, туку предлага дека секој еден родител на своето дете до 14 години треба да му даде само еден обичен телефон за комуникација. И тоа е во ова време во кое што живееме револуционерно, еве зборејќи и пред епизодава, па тоа било стандард и ја кога сум бил дете, а да не збориме па за еве ти кога си била, па Сандра ти и порано, тоа не е ништо револуционерно, ние само што живееме во различно време и ова е сега незамисливо. Јас себе би се прашала и себе си, нели, зашто е незамисливо? Зашто кога ќе кажеме па еве дајте да му на детето обичен телефон, нема потреба да има пристап до социјални мрежи до одредена возраст, првата реакција е па сега како ќе му дадам јас таков телефон кога сите околу него имаат паметни телефони. Или вакви телефони или онакви. И тука е моментот на како ќе ме гледаат другите, што ќе кажат другите и заради тоа бара колективна акција. Тоа бара сите родители да се договорат дека децата нивни, например на еден клас, ќе имаат обични телефони за комуникација, оние со најосновни функции. За да не се случи оној момент на смевање, ти имаш таков телефон, што знаат врсниците меѓу себе да си го прават тоа врсничко насилство. Според мене треба ограничување на возраста до пристап на социјалните мрежи. Баш и авторот во книгата кажува дека не е идејата ние да им забраниме на децата да видат некое YouTube видео, да видат некое TikTok видео. Има интересни содржини, нели? Но од друга страна дека важно е да се постави таа возрастна граница во однос на отварање своји профили на социјалните мрежи. Затоа што тоа отварање на своји лични профили води потоа и кон креирање на содржина, лична содржина која што се објавува, се постира, па доаѓа моментот на споделување, на лајкување, на коментари и веќе децата стануваат едноставно мета на другите, а во исто време и како што они сами отвели продукт за компаниите, затоа што ако ние малку подлабоко анализираме целата таа сето тоа како функционираат социјалните мрежи, знаеме дека апликациите се бесплатно достапни, но со некаква цел се бесплатно достапни. Сепак тие компании кои што ги креираат социјалните мрежи, тоест апликациите, имаат некаков бенефит од тоа што ние постираме некаква содржина. Многу од вас сигурно веќе сте приметиле дека некои од мрежите стануваат место за промовирање продукти, за шопинг, наместо да видам што Ѓорги постирал, што Сандра постирала, да се поврзам со луѓе, станува поврзување со компании, со продукти. Така да ако да се вратам назад на она што го коментираме, возрастната граница би значила повеќе лимитирање на отварање на тие акаунти кои што подоцна ќе ги водат децата кон креирање содржина која што може да води кон други чекори. Да, и всушност тоа е вториот, оној темелна реформа, втората темелна каде што вика 16 години. Тоа треба да биде границата каде што едно дете може да отвори акаунт или профил на Instagram, на Facebook, на TikTok, на што и да е. Да се нема социјални мрежи пред 16 години. Так. Да, може би во однос на, пак ќе се вратам во однос на телефоните, да се нема паметен телефон до одредена возраст. Ние знаеме дека технологијата реално ни служи. И интернетот исто така им служи на децата и за едукација, и за креирање мрежа на пријатели, разонода, забава. Но од друга страна, прашањето е на кое место и каде и колку им е потребно на децата во дадени ситуации да го имаат смарт телефонот и колку тоа им служи или им одмага. И ние зборувавме минатиот пат колку тоа влијае на вниманието, на фокусот, на спиењето, какви последици има анксиозност, депресивно расположение заради одредени работи. И
кога ќе ги видиме таа целата слика, нели, првата наша реакција најверојатно може и нема да биде како сега ние ќе им ги земеме телефоните и ќе им дадеме обични телефони. А во однос на тоа што велиш ти, нели, во однос на пристапот до социјалните мрежи, и како е потребна таа старосна граница, затоа што ние сами ако повторно зборуваме за развојот на децата, знаеме дека тие години од 9 па нагоре до 13-14 години особено за девојчињата, а за машките околу 14-15 години се многу ранливи години на формирање на личноста. И доколку децата имаат порано пристап до социјалните мрежи, кои што се многу несигурно и нестабилно место каде што можат да бидат повредени, место кое што и како влијае на формирањето на нивното мислење, на сликата за себе, вие изложувате на ранлива категорија на таква една, ја изложувате во една таква несигурна средина и како после тоа се справуваме со последици од таа изложеност. Да, тој иде до тој степен да каже дека само до тоа што тие деца ќе бидат субјект на изложеност на овие социјални мрежи на рана возраст, тоа перманентно останува со нив и им ја прави сликата сами за себе да биде уште да биде полоша, ама тоа е перманентно, бидејќи сите знаеме дека ние најголемиот дел од работите ги учиме кога сме blank canvas, кога нема ништо, кога сме деца. Ги ствараме нашите навики, нашите уверувања, убедувања, идеи се ствараат кога сме деца. Да, има можност да се смени, ама многу е тешко и не секогаш сите сакаме тоа да го смениме, бидејќи многу е полесно да створиш навики. На тоа сме навикнати. На почетока, после тоа, кога ќе доеш 20-30 години, кога сам ќе имаш своји деца, тоа ќе многу е тешко да се сменат некои лоши навики, кои што започнале бидејќи сме били изложени на нешто што сакало да не навлече на тоа. И мислам, не знам дали го спомнавме претходна епизода, ама самиот алгоритам е во стил на машина на казино. Кај што нон-стоп имаш хитс и нон-стоп тебе допаминот, тоа ти треба и ти се навикнуваш на тоа и не можеш да живееш без него и тоа е зависност. За жал, компаниите кои што ги креираат овие апликации одат и со намера да ловат, како што вели и он во книгата, корисници кои се, нели, со помала возраст. Зашто? Затоа што токму заради тоа. Ако ти во тој развоен период ги навикнеш луѓето, тоа им стане дел од нивниот живот, од нивната реалност. Не можат да замислат без да функционира, нели, да функционираат без тие мрежи, без тие апликации, ти веќе имаш корисници на подолго време, обезбедено. И за жал тоа го прават многу нечесно, со непочитување на одредени регулативи кои што веќе се поставени. Затоа ги имаме оние примери, нели, Facebook го тужат за ова, не знам, TikTok го тужат за тоа. Не е тоа нигде никаде. Тоа е затоа што има причина. Тие компании во дадени ситуации играат нечесно со цел, нели, знаеме која е крајната цел, да има поголем профит, поголема заработка. Сега, нормално, они велат, ние никого не присилуваме да отвори акаунт на одредена социјална мрежа, но од друга страна, тој пак притисок да не се пропушти нешто, затоа што сите се на таа социјална мрежа, прави да и деца од најмала возраст имаат желба и потреба да бидат присутни на социјалните мрежи. Да, и ако не е ништо сменето во последните неколку години, знам дека старосната граница за едно дете да отвори профил беше 13 години. Само што проблемот со тоа, и да земеме 13 како можеби окей, иако не е окей, според мене и според Хајд, ја која бев помало од 13 можев да се направам, бидејќи никој не ми побара ни лична карта, ни имаше некои други сигурности модели кои што може они да потврдат да не, јас сум стајал, се сеќавам 96-та сум стајал дека сум роден, а ја 99-та сум, само за да можам да имам профил на Facebook. Бидејќи кој ќе провери? Никој не проверува тоа. Ти се заштитуваш како компанија, не, ние имаме старосна граница до 13, ама во реалноста е многу тешко и барем според моите информации до сега,
не постои механизам кој што ако едно дете сака да отвори профил, не му бараат ништо. Туку е, како што кажа ти, бесплатно и очекувано и сакаат да те примамат и пред тоа и затоа на пример има и тужење, затоа има и судски спорови. И тука голем дел од вината за тоа, поготово кога збориме за социјални медиуми, е на големите компании кои што немаат и поради тоа што нели никој не верувам дека очекувал ваков ефект да имаат на се. У самиот старт ти немаш ни регулативи од самата власт, држава, Европска унија, не знам што и да е, некое меѓународно тело, нема регулативи кои што подлежат врз овие компании. Така што двете ама имаме и трет виновника, тоа се родителите. И тука веќе ако збориме за вина, ниту една не е целосно виновна и сите имаат свој удел во сето тоа. Да. Јас мислам дека е многу од една страна компаниите нели креирале свој продукт, го продаваат, бараат начин како да го пласираат и тоа е нивно право. Од друга страна, ако веќе имате компании кои што тоа го прават и играат нечесно, нели оној кој што ја превзема правдата во свој раце е државата, институциите кои што подлежат во државата. Можеби на почетокот немало очекување дека работите нели ќе се одвиваат во овој правец и нели додека не се случи нешто, не можеш фиктивно да креираш некои закони. Но веќе кога се случуваат некои работи, не е касно да се креираат регулативи. И тоа се случува сега. Почнуваат нели државите, особено и во Америка, и индивидуално секој нели во својата држава да креираат одредени полиси и закони. Во Европа па дури нели се разговара и се зборува за креирање на некои регулативи. За жал ние, како држава секогаш касниме за многу работи, но се надевам дека на ниво на Европа, ако некои работи се менуваат, дека и кај нас ќе поставува прашањето како тоа може да се регулира и кај нас. Но жално е што баш и со сопругот кој што е програмер, вчера така малку разговара, велам не го разбирам тој момент на верификација, дали како може тоа да се изведе и он ми даваше некои идеи на кои се начини може да се креират различни методи како може да се направи таа верификација на возраста, затоа што баш сега отвараш профил, ти потврдуваш кога си роден, никој не ти бара нели да потврди за тебе. И тука се моментот кај што може да се вклучат родителите. Значи, ако самата апликација бара да родителот нели даде дозвола за отварање со неговите податоци, иако тука е пак моментот на дали може некој второ лице да лажира дека е родител и нели да пак направи чекор кон тоа да јас добиам пристап до социјалните мрежи, но кога веќе зборуваме за возрасно лице и доколку тоа е регулирано и на ниво на закон, тоа тоа лице може да одговара пред државата доколку излаже за возраста на другиот, нели, на малолетникот. Така да има начини и можеби наше е да ги дадеме идеите и да го отвориме прашањето, ама верувам дека има многу постручни лица кои што и како ја имаат сликата за се и ги знаат деталите и знаат како би можело тоа да се реши и да се изведе. Да, бидејќи сега да кажеме нема како, пошто има како. Знам дека на самите социјални медиуми имаат они начин на верификација која ти треба некои други работи да направиш, кај што не знам дали тоа за верификација па некој има профил кој што е најчесто луѓе кои што се или познати личности или се имаат влијание, функција од влијание, да мора да верификуваат тоа пред да добијат на чекмарк дека се. Има начин, ама нема. За сега нема желба, бидејќи секако ако некој има профит, зашто тоа, if it's not broke, let's not fix it. Сандра, гледам од преска маваш со раката. Што имаш ти да кажеш на ова? Ако ги ставиме на страна властите и
менување на некакви закони или компаниите и нивната одговорност. И се навратиме пак на нас како родители, повикот на авторот е колективна акција. Да. И сега тука доаѓаме во први редици ние како родители. Што мислиш ти, каде сме ние како општество и како родители и како наставници во однос на тоа, на овие две првите норми што ги предлага Хајд. Значи да не им дадеме на нашите деца смартфони до 14 години и да не им дозволиме да отворат социјална мрежа, било каква, до 16 години. Значи 14 и 16, тоа така високо делува. Каде ние како Македонија сме во однос на тоа, што мислиш ти? Ова е интересно прашање. Мислам дека кај нас уште треба да работиме на свесноста од последиците од социјалните мрежи. Мислам дека не дека родителите не размислувале на овие прашања или не размислуваат, особено се сега на некој начин и принудени да размислуваат заради овие ситуации кои што излегуваат и во јавноста и секојдневно се случуваат во училиштата, особено додека децата им се на училиште. Но мислам дека се уште нема целосна освестеност, не е вклучен алармот на најгласно, за да се крена малку и паника, за да кажеме, окей, што можам јас да направам, што јас треба како родител да променам. И мислам дека имаме едно, како и секаде речиси, го имаме оној тренд на презаштитничко родителство, каде што родителите и децата малку си ги имаат сменето улогите. Децата се повеќе авторитетот отколку родителите, нели, да бидат авторитетот во семејството. И многу пати децата креираат правила во однос на што е дозволено, што не е дозволено, и родителите се прилагодуваат на тие правила. Зашто? Затоа што, нели, да избегнат конфликт, да едноставно ја смират ситуацијата дома, особено и тој притисок на средината, нели, на културата која што веќе се креира, на секој дете да има телефон, секој дете да биде присутно на социјални мрежи, како работите да имаат излезено, нели, надвор од контрола. Мислам дека прво нешто на кое што треба да се работи е токму тоа кривање на алармот, на таа свесност дека навистина работите се на ниво на епидемија, на стварно е алармантно. Да. И стварно младите, децата и нивното ментално здравје страдаат. Она што е реалноста е повторно, дека да, и наставниците се одговорни, и тие и родителите се одговорни. Жално е што имам чувство и во работата со клиенти, со родители, со семејства, навистина целиот начин на живење, целата таа динамика и на брз живот, потребите кои што се зголемуваат и во однос на финанси, ги прави родителите да се навистина фокусирани на работата и многу малку време останува да некако поминуваат и квалитетно време со децата, разговараат со децата, затоа што ако вие самите разберете колку е важно да се воведат тие промени и им помогнете на вашите деца да разберат, нели, доближувајќи им ги ризиците, и тоа се случи на едно колективно ниво, верувам дека овие промени може да бидат остварливи. И заради тоа мислам дека има почнува, нели, да се случува тоа пробудување кај родителите, ама не знам колку има спремност, не сум сигурна колку има спремност да се превземат конкретни акции и да се истрае во тоа. Да. Јас пред да влезам овде и да почнеме со снимање, и онака ми искочи изјава на Новак Џоковиќ, кој што ако веќе зијаме, окей, ајде Македонија, контекст Србија, контекст тоа е. Так. Тука некаде сме, не е сега да кажеш некој позната личност, не знам, Илон Маск или кој да е надвор од тоа, ама тој вели дека неговите деца се единствени, и тој има деца од 6 и 9 години, се единствени во школа кои што немаат телефон. И може малце смешно, ама вика, со жена му, Јелена, они се караат за тоа. Ама он вика, нема да има телефон,
бидејќи треба да работат и да како вели има потреба да се оди бавно. Дали и у позитивна и у негативна смисла за еден ден тие деца да не бидат само следбеници на стадото, следбеници на тоа кои се новите трендови, кои се новите работи. И од таа причина тој вели дека они ќе добијат паметни телефони која ќе бидат спремни за тоа. А не која имаат 6 и 9 години или 10 години или кога е да. И од тука сега да, Новак Џоковиќ дефинитивно живее поразличен живот од ние што живееме и неговите деца се поразлични од другите, само до тоа што се деца на Новак Џоковиќ, ама ако го земеме тој пример на тоа дека да, и во самиот брачен пар, ние може нема да сме на иста страна за тоа, ама мора да имаме разговор за тоа како, ако не си ти за тоа, како тоа ќе влие врз самото дете. И ги имаме овие примери кај што дали ќе биде со предизвикот, дали ќе биде со малиот милион на статистики кои што укажуваат на проблеми со тоа, тогаш мора да имаме, ако ништо друго, треба да се има разговор, дали ќе биде остане дома или ќе биде и на родителска, па тоа да се начне како тема, мора да го почнеме тој разговор и книгата служи како еден добар пример и ни дава аргументи зошто треба тоа да се направи. И само за тоа што гледаме и јас почнам лично, можеби вие знаете личности кои што и овде во Македонија го имплементираат тоа. Не сега да кажеш не, дали имаат проблеми, дали имаат предизвици со самото тоа секако, бидејќи идеме после до тој предизвик да моите деца се единствени, кои што и тој вика, се единствени у школа, каде што и ме молат секој ден за тоа. Ама истрајноста е таа која што на крај мора да победи, ако сакаме позитивен резултат после 5 години, 10 години, 15, 20 години. Сега да, може би е потешко и може мислиме дека ја губиме и дека не сме доволно добри родители. Так. Ама на долги стази тоа ќе ги направи нашите деца и по-способни, повеќе критичко да размислуваат, верувам дека и подобро се справуваат и со предизвици од ментално здравје, физичко здравје и ред други работи кои што животот ќе ги фрли на нив. Так. Да, баш пак ќе се вратам на нешто и Сандра го постави како прашање, дали нели као тоа 16 малку изгледа како висока граница, но и самиот автор кажува според мене најидеално би било 18, нели? Ама да кажеме 16. Потребно е да се прават компромиси, за жал или за среќа мора да некако од нешто се откажеме за нешто да добиеме, но од друга страна кога тоа би било повеќе на колективно ниво, на ниво на училиште, на ниво на клас, по-идеално би било кога било на ниво на училиште, па утре и на ниво на општина и слично, децата нема да го имаат тоа чувство дека пропуштаат нешто, дека се единствените. Ќе нема толку простор, нели, другите да го исмеваат тоа дете кое што има, не знам, обичен телефон или носи само часовник на раката наместо, нели, сега смарт часовниците исто имаат опција за комуникација, така да кога би било малку на пошироко ниво, најверојатно некои последици кои што ќе произлезат од тоа лимитирање ќе бидат не со толку големи како да кажам, ефекти и отпор кај децата, например, затоа што сите немаме телефони, како сите имаме вакви телефони. Ќе го нема притисокот од врсниците најверојатно во тој даден момент. Да, ја Сандра би ја прашала како, например, ти одлучи како родител, заедно со твојот сопруг, кога ќе им даеш телефони на твоите деца? Па јас бев една од тие што не им давав телефон на децата, мислејќи дека нема потреба мали деца да имаат сега мали. И тука е прашање која возраст се мали деца, која се поголеми. Меѓутоа, моите деца беа 11 години кога добија свој телефон
и тоа еден телефон го делеа двете, бидејќи се близначки. И они беа можеби последни во одделение што добија телефон. И сега, например, се размислувам за следната ќерка. Она има во моментот 9 години. На неј се планирам да ја дадам телефон на 10 години. Значи, тоа е малце спуштање на граница во однос на првите деца. Меѓутоа, можам да видам дури, еве, они се разлика 4 години, можам да видам разлика во генерации за само 4 години. Например, кај помалата ќерка во одделение, веќе сите имаат телефони. Можеби едно-две деца немаат и она е меѓу нив. Така да, исто така мислам дека зависи од, да кажеме, зрелоста на детето во смисла колку може да му веруваме, што може да очекуваме од дете, на кој начин ќе го користи телефонот. Секако ние како родители може да ставаме некакви ограничувања на апликации и тие работи, меѓутоа пак голем дел од денот децата се сами дома или со баба, дедо, и не знаеме точно што све може да направат, нели, што све може да гледат. А социјални мрежи? Социјални мрежи немаат, користат Snapchat за комуникација со можеби 2-3 другарки и само со нив си праќаат такви слики и комуницираат преко Snapchat, а друго, нели, комуницираат преко Viber, во Viber групи се и такви работи, ама ме праша за дозвола да отворат TikTok и не им дозволим. Да, и тоа е интересно, бидејќи има можности и има и луѓе кои што е како тебе и знам и други примери кои што се така и едноставно нема да има до таа возраст и без разлика кој има, ти нема да имаш. Ама и плюс ако имаш и ти мислење за овој Александра во твојата работа со деца и со родители, мислам дека од тоа ја што имам видено, тие деца што не се толку изложени на социјални медиуми, многу подобро размислуваат од другите. Значи можам да имам разговор со нив, бидејќи една од работи ја што ги имам приметено за тинејџерите во моментов е многу тешко да се има разговор со нив. Еве ја сега кога сакам ајде на подкаст и најчест разговор ми е па што не знам ја што ќе кажам, што имам ја за кажување, па не знам како не знаат како да разговараат едни со други, а не пак да разговараат со возрасен или па машко со девојче или девојче со машко. А тоа сум го приметил деца кои што се на некој начин натерани надвор од нивната волја да не бидат на социјални мрежи, да немаат телефони и пристап до тоа, многу се поактивни и поотпорни на некои проблеми, дали ќе биде тоа со анксиозност или ќе биде тоа со, нели, делот од расстройствата кои што ги имаме од ментално здравје и се гледа разлика. Ја гледам разлика како аутсайдер без дете, а не па да се земе, еве, Сандра, ако имаш и ти да кажеш, разлика која што како родители, како некој кој што работи со нив ја гледа. Така, да. Секако има влијание дете кое што е изложено на социјалниот свет надвор од социјалните мрежи и реалноста и дете кое што е пасивно пред телефонот и неговата комуникација се сведува преку социјалните мрежи. Затоа што ако се земеме и самите ние, да речеме дека сме едно дете на, не знам, 10 години, на 11 години, како изгледа еден ден? Оди на училиште, го носи телефонот. Јас баш вчера се враќам од продавница и едно дете баш на таа возраст, ранецот однака дури смркнат, нели, се враќа од училиште, телефонот му е во раката, вртат видеа, дали беше Инстаграм, дали ТикТок, не знам, оди по улица, поминува, нели, раскрсница, не дека на нас не ни се случило тоа, ама кај деца зборувам, поминува улица, не го крева погледот од телефонот. Едноставно и следно видео. И неговата комуникација, што е во тој час и половина, 2, додека е на училиште, додека имаат пауза, ако ги собереме, нели, голем одмор, измеѓу часови паузи, они што прават најчесто?
телефоните им се во раката. Нема интеракција. Или си покажуваат некое видео кое што заедно пасивно го гледаат. Сега, има исклучоци, верувам, има и различни деца, нели? Ама најверојатно, јас немам дете во училиште се уште за да кажам одличен пример, ама предпоставувам и вака од разговорот со родители дека најчесто се е врзано околу тоа споделување на видеа, гледање на видеа, комуницирање во однос на тоа. Многу малку има слободна интеракција, слободен разговор, многу малку има игра, што ние знаеме и како психолози и како стручни лица знаеме дека преку играта играта е многу клучна за децата да учат вештини за животот. Ако отсуствува играта, има истражувања што покажуваат дека отсуството на играта прави деца кои што се анксиозни и кои што се нефокусирани. И самиот автор ги наведува тие истражувања. Така да, ако последиците на немањето игра и изложеноста на социјалните мрежи се тие, како што велиш ти, има намалена комуникација, има намален фокус, има па дури тие деца како и да ја немаат желбата за учење. Заради тоа им е намален, некогаш се случува да им е намален академскиот успех, и покрај тоа што нели тоа секако влија и намалениот фокус и таа дистракција која што ги прават телефоните за време на учење или додека се присутни на училиште. Така да и секако дека ќе има разлика помеѓу деца кои што се изложени на реалноста на светот надвор, на физичка активност, на решавање проблеми во реалниот свет, учење вештини преку тоа, и на деца кои што пасивно конзумираат содржина, пасивно го поминуваат денот седејки, нели, и само на некој начин препуштени на она што алгоритмот ќе им го донесе. Сега, пак ќе кажам, социјалните мрежи може да донесат и видеа кои што се едукативни. Ние на интернет секако можеме да најдеме содржини кои што и како децата учат многу од нив, но колку стварно тоа што го гледаат е едукативно и колку од времето е едукативно. Да, и имаме најчест примери каде што најголемите креатори на содржини, како кај нас, ја тоа го имам приметено во последните 10 години, така и во светот, се креатори кои што таргет публика им се деца. Им се мали деца. Од Мистер Бист па до креатори кои што се кај нас. И сега тие креатори доаѓаат до тоа да, мислам сите со Сандра сме зборали за ова, ама Прайм, нели, тој напитокот што е многу познат кај нас. Тоа е креатор од американец кој што он заработува пари од тоа да деца ги молат своите родители да им го купат тоа. Па сега има нели во Америка е многу познато оној Lunchables, кај што имаш неколку работи за на школа, нели, децата. Сега имаш тројца креатори кои што се спојуваат заедно и прават нивна верзија на тоа, за да им го продаваат тоа на децата кои што ги гледаат. И ти имаш ситуација кај што тоа ќе дојде кај нас сигурно. Од Мистер Бист чоколади до Прайм до ова. Сето тоа ги на еден начин ги таргетираат тие деца и нивните родители да го купуваат тоа. Така. И имаш последици по не само нели тоа што зборуваме ментално здравје, има последици по џебот, кај што тие не се ефтини, а и немаат никаква вредност за здравјето на физичкото здравје, на вредност од нутриционизам. Ама сакам да преминеме сега на третата реформа, каде што Хајд зборува за едно нешто што ние не можеме директно да смениме веднаш, а тоа се училишта без телефони. И ја ова ќе најавам со тоа што ќе земам неколку примери од различни држави каде што тоа се има случајно. Мој личен пример, ја на своја 15 годишна возраст имам поминато една година во Америка, во средно училиште таму, каде што се сеќавам дека
не ми беше земен телефонот на самото идење, но имаше правило самото училиште, да ако некој биде фатен како е на телефон, без разлика дали е на час или измеѓу часови, не само што ќе имаш опомена и се тоа, не, ти ќе идеш дома и ќе добиеш неоправдани за остатокот на денот. И после тоа нели си има своји последици, да мене ми се случуваше цела година ја од Сабајле, од кога ќе со автобус нели ќе бидам оставен таму, ја кога ќе завршам со школа и отвараш телефон за прв пат, имаш 20 нотификации. Ама во текот на денот не смееш тоа да користиш. И баш кога разгледав како е на ниво на Америка, интересно е што во 2009 година 90% од основните училишта кои што се паблик, државни училишта, биле со ваква забрана, за тој број да се намали на дури 67% во 2015 година, и овде може да е акцидентно, ама мислам дека не е со тоа што овие се годините каде што социјалните мрежи стануваат се поеќе и поеќе активни и актуелни. За сега, последен податок што јас го најдов е во 2022 година, повторно, мислам да се малце покачи, ама 75% од училиштата кои што се државни во Америка, кои што се до ќе му дојде до крај на средна школа, да кажеме, имаат забрана за телефони. И втора држава која што сега веќе е актуелна, бидејќи е ново, е Австралија, каде што мобилните телефони се забранети во државните училишта низ скоро па цела Австралија, и во Јужна Австралија гледаме процентуално статистички податоци од владата на Австралија, каде што вели дека од кога се имплементираше овој бан на мобилни телефони минатата година, оваа година има намалување на инцидентни критични инциденти онлайн за дури 63% помеѓу децата, 54% намалување во behavioral, во однесувањето на такви проблеми се намалени, и 10% намалување конфликти кои што не застануваат вербално, туку и одат во дали ќе биде тепачка или некој од таков вид. И една од интересните работи за мене беше што не само што нели овие податоци ги имаме за Австралија, туку министерот за образование вели дека самиот бан на телефони има покачено учество на деца во спорт и воншколски активности, како и тие се многу по присутни на самите часови, многу подобро оценките од самите тестови или тестирања се подобри. Значи имаме веќе ние две држави, а има сигурно многу, знам дека и некои европски држави сега почнуваат и дел од нив имаат и веќе повеќе време ова, ама еве две држави каде што имаат имплементирано, а за една знаеме и имаме конкретни податоци за успешноста на ваква мерка на ниво на држава и на власт. Да, интересно е, верувам дека и се повеќе истражувања ќе излегуваат кои што ќе покажуваат ефектите од преземањето на вакви мерки. И баш и Джонатан во еден дел од книгата мислам кажува како ги предизвикува нели и школите и властите да направат експерименти, да го следат прогресот ако превземат вакви мерки и јавно да ги споделуваат овие податоци, затоа што секако тоа ни покажува дали тоа што го правиме е така како што треба да биде и дали има некаков ефект или си го губиме времето. Мислам дека јас секогаш одам на таа идеја дека важно е пред кога превземаме некаков чекор, ќе имаме поголема соработка и од родители, и од деца, и од наставници, во однос особено на банирање на телефони, забрана на телефони, доколку ние претходно работиме на кривање на свеста од последиците и
и едноставно и од придобивките, доколку тоа го направиме заедно како една акција. Доколку на некого нешто наметнете на присилно, нели? Секогаш има отпор, иако некогаш мора и тоа да се случи за нели, другите да видат и разберат дека навистина ова е проблем и треба да се реши. Не секогаш ќе добиеме 100% согласност од сите, да, ние сме за тоа, да нека се превземе, секогаш ќе има различно мислење. Ама доколку ние успееме на ваков начин преку разговори, па и утре дискусии на родителски средби, помеѓу наставници и родители, каде што можеби и самите родители можат да инициираат некои нели средби каде што ќе се дискутираат вакви прашања, креање на таа колективна свест може да допринесе за спроведувањето на ваквите реформи да не биде толку болно. Да. Затоа што пак ќе кажам, ако вашето дете не е единственото дете што нема телефон, помалку ќе биде притисокот кај него дека треба да има телефон на училиште. Или дека треба да има ваков телефон на училиште. Помалку ќе се битките кои што ќе се водат на дневно ниво, нели, да се даде или да не се даде, да се купи или да не се купи. И јасно е дека работите и како излегуваат од контрола и имаме истражувања кои што ги потврдуваат тие работи, дека менталното здравје моментално е во најлоша состојба кај младите. Имаме истражувања, имаме ситуации, изолирани случаи кои што го покажуваат тоа и мислам дека ако некои други држави можат да го направат тоа и да го превземат како чекор, зашто не би можеле ние? Зашто ние да бидеме секогаш последни и нели да се справуваме цело време со последиците наместо да превенираме? Баш пред нели да разговараме вака во подкастот споделив со вас дека слушнав за едно училиште дека превземало еден таков чекор, сега не знам во која форма и на кој начин. Но дека одлучиле, најверојатно директорот, од утре да нема телефони. И одма повеќе мислам дека можеби и децата ги фаќа паника, ама и родителите. Како сега ќе оди тоа дете утре на училиште, а нема да носи телефон? Па јас треба тоа дете да го исконтактирам за да го соберам, или после школа треба да на англиски, па како ќе знам дали отишло, дали се вратило. И стварно, таа е реална паника, нели? Затоа што и самите родители биле навикнати на еден начин на функционирање до денес и од утре сега нешто драстично се превзема како мерка и нормално е таа паника. Можеби треба да се даде простор за транзиција, нели? Простор да и самите родители ја прифатат идејата дека од утре нашите деца нема да може да ги користат телефоните, например за време на настава, ќе им се одземат на почетокот на школскиот ден или ќе им се дадат на крај или воопшто нема да смеат да носат. Значи треба да се има една транзиција каде што таа промена, секоја промена е болна и не е лесна, така и најверојатно и овие промени нема да бидат едноставни, но не значи дека се невозможни. Да, и во самата книга имаме ситуации кај што може да не биде да не ги носат на училиште, ама да имаат во секоја училница, секој клас да си има посебни шкафчиња кај што ќе бидат заклучени, клучот ќе биде кај наставникот или кој да е класен раководител и на влегуваш, го оставаш таму, секој си има свое посебно, си идеш, нели, завршуваш со училиште, си го зимаш, проверуваш порака до твоите. Пошто да, реалноста е таа, не можеме сега ние одеднаш право целосно крај готово, ќе има проблеми уште поголеми, како треба ефективно да се направи план за тоа, да не биде само реактивно, ајде готово од утре телефоните ги забрануваме, но како тоа ќе изгледа во пракса, бидејќи некојаш може да биде само некоја популистичка мерка, после ваков предизвик Супермен, ајде сега веќе ова школа нема да има телефони, ама многу е важно да се има план и програма и да се направи точно и со план, бидејќи на крај на денот ако не успее, после тоа пак ќе се врати, па пак ќе биде истото и следниот пат кога некој ќе сака да спроведе ваква мерка, ова не успеа, нема потреба повеќе да се обидуваме, бидејќи пробавме еднаш, не успеа, ништо немаме, ние немаме можноста или немаме моќ да направиме ништо за тоа.
Имаме ние едно правило у психотерапијата или во пристапот кој што јас го работам, е тоа ако на луѓето им одземеш нешто, треба нешто да им дадеш. Ние тоа најчесто го ставаме во контекст на симптомите. Например, ако некоја личност има анксиозност, ако ја помогнеш да ја одземеш, да ја тргнеш анксиозноста, треба нешто друго да дојде на тоа место, нели нешто што е здраво за менталното здравје на личноста. Така и во однос на ова, ако ние нешто им одземеме на тие деца, ние треба нешто да им дадеме. No. И не можеме да вие ќе имате ќе имате деца, како и на нас возрастните, ако ни го одзема телефонот, имате возрастни кои што поминуваат голем дел од времето на телефонот. И сега вие и на тоа дете, особено кое што се уште е во развој и креирало одредени навики во однос на телефонот и социјални мрежи, вие одеднаш му го одземате телефонот, најверојатно ќе имаме како кај зависниците моменти на паника, на потреба да се има телефонот, на одредени симптоми кои што ќе се појават како последица на таа забрана за користење. И не можете туку така да кажете, оке, сега ќе им ги земеме и тоа е тоа, се ќе си функционира нормално. Значи, заради тоа треба да се спроведе чекор по чекор, со добар план, нели, да се има добра стратегија, а во исто време да им се даде нешто на тие деца. А што ќе прават децата ако ги немаат телефоните? Дали одеднаш туку така природно ќе почнат одма да си муабетот меѓу себе, да си комуницираат, или некој ќе треба да ги поттикне на таков разговор? Има деца кои што од самиот почеток тоа им е нормалното, нели, телефонот во рака, социјални мрежи, начин на комуникација се одвива преку, нели, на тој начин. Треба да ги воведеме, да им покажеме дека има и други форми, друг начин на интеракција помеѓу нив како врсници. И тука баш нели, и самиот автор ги укажува оние идеи дека еве што можат родителите да направат или училиштата е да креираат таква средина каде што децата ќе можат да имаат слободна игра, каде што ќе можат да воспоставуваат, нели, социјална интеракција на еден ваков природен начин, каде што ќе можат да бидат креативни, каде што ќе можат да ги вежбаат и своите физички способности, да учат нови вештини. Он зборува за игралишта достапни пред почеток на настава, клубови, без голем многу надзор од родители, пошто нели зборува и за тоа презаштитничко родителство, затоа што како што спомнавме и ние минатиот пат, имаме преголема контрола на децата во реалниот свет, но многу мала контрола на децата на социјалните мрежи или во виртуелниот свет. Да таа контрола можеби во реалниот свет и треба малку да се намали од возрастните со цел децата да можат да стануваат независни индивидуи и такако потребно за нивното ментално здравје и правилен развој на личноста. Да, и самата последна реформа е токму тоа, да се нема голема супервизија, да не се да не им се надгледува над глава кога се они надвор си играат, дали тоа ќе биде на улица, дали тоа ќе биде на игралиште или ќе биде на некоја трета локација, туку да им се даде на деца да сами да научат како е да се биде дете. И еден од примерите кој што мене барем ми остави впечаток и статистика кој што оние дава е дека во последниве не знам колку години посетите од деца кои што се машки до брза помош или во болница готово непостоечки. Тоа значи дека машки деца веќе ни кршат нозе, ни имаат, не знам, некои мали повреди, па ќе падне некој, ќе има лузна, па ќе да допреврзат. Нема веќе тоа, го нема. И тоа он кажува се, он не вика треба да има, сите треба да кршат нозе, ама кога нема ништо, тоа е проблем. Бидејќи деца, поготово за машкиве, бидејќи не се сите исти работи кои што машки и девојчина, и тој тоа прави добра споредба со тоа, ама машкиве деца конкретно, они веќе не знаат како е да се зема ризик надвор од во вистинскиот свет. Не знаат како е сега да трчаш како буквално од зид да удриш. Сега нормално, ама не знам, играш фудбал и ќе паднеш, па ќе те боли, па си го свиткал коленото. Тоа у моменти е супер, бидејќи ќе научи детето дека да, се сакав да победам,
имаш енергија, треба некаде да ја изфрлиш, ќе се повредиш. Океј е тоа. И поради тоа, тој вели дека се гледа и според неговите податоци, дека машките деца кои ќе пораснат, кои ќе дојдат на некоја таа полнолетна возраст или еве за на факултет, има се поголемо и поголемо учество во облажување. Кај нас ја би го додал сигурно и казино, игри на среќа. Имаме поголемо тоест спомнува и користење на марихуана и на други наркотици, како и порнографија. Пасивни спортови. Тоа, буквално пасивни спортови. Например, сега еден од големите не е социјален медиум, ама е место каде што голем дел на машки млади личности трошат многу пари, тоа се OnlyFans, каде што даваат пари за некој да прави или да им зборува на начин на кој што нели дел од порнографија или пак слики, видеа, и голем дел од машките, поради тоа што тој вели дека немаат искусено како е да се превземе ризик во вистинскиот свет, кога требало да го искусат тоа, кога требало да трчат и да возат точаци, да паѓаат, да стануваат, да плачат, да се смеат, сега тие ризици ги зимаат во виртуелниот свет, кога тие имаат пари, кога имаат можности и им е дозволено, бидејќи најчесто нели, веќе кога станува збор за верификација, тука се врши верификација до одредена мера и се тој ризик го превземаат таму, каде што може да прават што сакаат. Бидејќи сега се веќе и може тоа да прават. Сега се личности, млади личности, кои што имаат и пари, имаат и средства да трошат на облажување, да ги трошат во казино, на порн, на мал милион работи кои што се онлайн и кои што се квалитетни во индустријата во кој што се. Так. Оно што мене од една страна ме радува до некаде, еве ако во нешто има нешто позитивно, нели да не се критикуваме само дека како држава за се сме назад, се уште постои таа слобода некако нашиве деца да ги пратиме сами да одат до училиште, да излезат до продавница, да играат надворно игралиште. Има родители кои што се протективни, кои што сакаат да седат таму некаде во некој ќош додека децата играат, да ги наблюдуваат, но се уште ја гледам таа слобода во тоа да децата се движат сами, се групираат, одат сами на училиште или во група. Не е само да нели мора родителот постојано некој да има супервизија и надзор на децата. За разлика во Америка, знам дека тоа е голем проблем, нели самиот начин како функционира тоа општество го носи тоа со себе, да децата ја немаат толку таа слобода. Иако и кај нас почнува да се јавува тој страв дека ако го пуштам само да оди, па да не му се случи нешто по пат, имавме некои ситуации на исчезнати деца и сето тоа ја крева паниката, што е многу нормално и очекувано. Но се уште има таа слобода, пак ќе кажам, и ќе видите деца на игралиште кои што сами играат без надзор на родител. Но она што е многу важно на тие деца, баш тоа да се охрабри да можат да излезат и во реалноста да го искусат тоа што сите и ние како деца сме го искусиле, а тоа е таа баш буквално физичка активност, преку таа физичка активност и соочување со одредени ризици, па имате ситуации на конфликт, нели, па и ситуации на соработка, каде што врсници се организираат нешто заедно да направат со цел да постигнат. Некако звучиме можеби старо, возрастно или носталгично кога ние зборуваме, јас за моето детство, ние сме биле деца буквално на улица, кои што особено летно време кога сме немале обврски, сме излегувале надвор, сме го поминувале времето надвор, не ни текнувало да се вратиме дома, не молеле да се вратиме дома, ама некој ќе каже па не сте имале, нели ова не сте имале тоа, нормално дека тоа би било нормално. Ама предизвиците со кои што сме се соочувале и сите оние придобивки кои што сме ги искусиле од таквиот начин на игра, од таквото детство, и така како верувам имаат позитивно влијание на тоа како сме ја формирале нашата личност. Така да
Јас баш ги охрабрувам сите родители да, одвојат време и ги погледнат оние некои препораки што ги дава авторот во книгата, тоа се некои мали работи кои што не бараат многу финанси, не бараат многу време, а сепак може да се креираат и да им се дадат на децата како замена за тоа што ќе нели им го одземеме, а тоа се телефоните. Да, и тоа таа идеја дека ако ние дома немаме телефони или не користиме телефони во таква мера, не можеш сега ти на деца да ги оставиш сами на себе. Так. И може би, некојаш е потребно и убаво е да идат со другарчини, ама окей, што ние како семејство правиме за време на викенд? Так. Дали ќе бидеме дома, ќе гледаме телевизор или ќе идеме и ќе се качиме на водно Так. од сабајле со деца. Па мали се, па ќе се качат, ќе научат, ќе плачат можеби некојаш, ама ќе преминат низ тоа да, не знам, имаш деца кои што трчаат цело време или по трки така некојаш се десило да гледаш деца кои што трчат пред тебе, те претицуваат. Убаво е тоа бидејќи, ама пак тоа почна од нас. И ние ако не му даваме на тоа дете, јас знам додека живеев во Америка, живеев со фамилија каде што ми беше забрането, нели, или не забрането, туку после школа ти мора да бидеш надвор да правиш нешто. Што и да е. Не биде на телефон и окей. Ако сум сам, ја сам сум сега надвор, јам топкал, не ми е интересно сам на кош да шутирам. Ама ако мои таму што беа host parents, кои што ако со нив па браќа и сестри што беа у фамилијава, па со нив па играш, па деца од мало, па мора да им даваме на некој начин контролиран средина која што е контролирана безбедна. средина која што ние неколку родители сега ќе се договориме и пуштиме деца да им даваме топка или што е да играат. Так. Знаеме кај ќе бидат, им веруваме дека таму ќе бидат можеби, ама нема да бидеме ние таму, туку ќе ги договориме, ќе ги однесеме и ќе ги оставиме неколку сати нека играат. Па после тоа кога ќе доеме, може и ние ќе поиграме со нив, пошто нели спорт, тоа е некојаш е интересно да играш против татко, Так. против мајка, против родител, па интересно е 1 на 1, па може на некој, не е сега, не кажуваме или авторот не верувам дека кажува остајте ги, немајте гајле за кај ви се деца и што прават, туку напротив како да им ствараме, да им создадеме средини да они можат да се чувствуваат безбедно и ние да се чувствуваме удобно, дека ќе имаат простор они да скршат нора, што се вика. Не, сега нормално, никој не сака тоа да се случи, така. ама некојаш и потребно. Исто и тој го дава примерот со физички, ние ако не сме exposed, не ми текна се зборот на изложени на germs и на такви работи, нашиот имун систем ќе биде многу слаб. Кревок, да. И ние ако никогаш не сме биле надвор со, па некојаш нели кај нас тоа не излегува надвор со мокра коса, ама тоа ќе те направи да бидеш многу отпорен на тоа после, нели, ама ако сме дома секојаш или ако мене ме боли глава или ја што ќе правам, ќе лежам дома цело време. Так. Јас вака и како родител и кој што тек ќе треба да донесува одлуки за своето дете, ама и како како професионалец, како психолог, навистина ги разбирам родителите и колку навистина треба да се вложи труд и време и можеби и ресурси да се посвети навистина внимание на децата, што прават, како им изгледа денот, што им се случува, што може да им позитивно да им влие на нивниот развој, што им влие негативно за да се превенира или да се оттргне. Навистина не е лесно да се креира таа средина. Не секогаш е лесно. Иако ќе кажем, па што им игралишта, пушти го детето нека игра надвор или не знам. Ама како што го спомна и ти тоа, некогаш баре и самиот родител да одвои дел од своето време, да го земе тоа дете, да го изнесе на некаде во услови каде што може да осети и ризик и не знам што и да е водно, како што го спомна. И не секогаш во секој период од животот е лесно тоа да се направи, особено ако се работи за повеќе деца, ако има помало дете во семејството, поделен е фокусот и вниманието, но од друга страна, ако родителите си
бидат поддршка едни на други, си најдат начин како да си помагаат, како да си даваат идеи што се случува во последно време, гледам дури на социјалните мрежи. Имате мајки кои што лобираат за ден исполнет со активности без телефони, креираат бесплатни содржини кои што родителите можат да ги превземаат и да ги, не знам, да рачна изработка за некои такви активности кои што може да им го исполнат времето на децата. И ме радува тоа што почнува да се создаваат некои такви заедници, дури и онлайн, кои што ја промовираат идејата дека децата треба да имаат таа слободна игра, треба да искусат ризик надвор во реалниот свет, треба да имаат време да можат да бидат креативни и да се потикнуваат тие вештини и тој начин на функционирање. Не дека им е лесно на нив, затоа што и јас знам дека многу полесно ми е некогаш, нели би ми било полесно ако јас дека треба да завршам нешто, го пуштам телевизорот или го тупнам телефонот во рацете на детето и оно е анимирано во наредните сат време најмалку. Јас треба да смислам нешто како тоа дете да биде анимирано, додека јас треба да завршам нешто. И тоа не е лесно да се направи во реалноста и во праксата, но мојата желба е еден ден да видам родители кои што меѓу себе се поддржуваат, кои што меѓу себе се охрабруваат да преземат вакви дури некои драстични чекори и да истраат во тоа, затоа што сам кога правиш нешто е тешко. Да. И само тоа што ова последно што ќе го спомнам од моја аспект и моја перспектива е дека гледам се поеќе како се намалува бројот на деца кои што спортуваат, кои што играат фудбал, кошарка. Да, имаме ние деца, ама се намалува, и ако биле, не знам, 100 деца во едно училиште кои останувале после часови да играат кошарка пред 10 години, сега се тие 30 деца. Така што има можности, не е се, мислам дека оставено сега на родителите сами. Имаш спортови, има часови за пливање, балет, танцување, сите спортови ги имаме, каде што може тие деца, и јас секогаш викам, спортот е можеби најважната работа за изградбата на една личност. На епизода имавме и личност која што зборуваше како танцот, например, може да му помогне на дете да створи некои емоционални вештини, да им помогне во изградбата на таа личност. Така што има работи кои што можат тие деца да ги прават и да бидат оставени сат, 2, 3, да играат, да учат вештини, да пробуваат нови спортови, да учествуваат во различни, не знам, уметнички, има сигурно драма клубови или театарски клубови кои што може да деца да идат таму и да научат како е да се биде актер, да глумат, да учат работи, брейкденс, знам дека Сандра незините деца идат таму. Има мал милион работи, поготово во Скопје. Еве, ако сега во помалите градови сигурно е по-тешко, ама во Скопје ги има тие можности и опции за како едно дете да го исполни својот ден. Па дури јас би рекла, не мора да е нека организирана активност или не место каде што детето треба да се однесе или да се плати таа активност, доволно е само да ги пуштиме децата надвор во нашата најблиска околина, доволно е да излеземе со нив надвор, да ја почувствуваат природата, да го искусат она што се случува надвор, да се отргнат од тие константни стимули кои што доаѓаат од интернет, социјални мрежи, телефони, телевизори или што и да едноставно им помогнеме да ги одморат нивните мозоци и нивните очи, затоа што мислам дека многу деца, многу е чудно да видите вие дете кое што е 9 години уморно. Зашто е уморно? Јас не се сеќавам да сум се сега, нели, тоа е пред многу години и може за некои работи не се ни сеќавам, ама да онака видите дете кое што е исцрпено и уморно од што? Нели, за таа возраст е типично да тоа дете биде полно со елан, да до легнување биде полно со енергија, дури да не можете да легнете дете затоа што едноставно има уште капацитет да троши. Така да, тоа што се децата некогаш и преоптоварени и со активности на кои што треба да одат,
и со други некои, па дури и во школото и некогаш се случува да се преоптоварени со домашно, со пишување, со малку да видиме можеме ли да ги растеретиме Да. тие деца, може ли да им дадеме малку слобода, оддишка и може ли да им креираме место кај што ќе може да си ги одморат нивните мозоци и да направат една пауза од се, да им дозволиме да искусат едно поразлично детство кое што ќе им донесе елан и желба за работите, отколку да ги исцрпува, затоа што имаше еден период, сега не знам како е, Сандра може би знаела повеќе да каже, но имаше еден период кај што беше дури тренд да детето оди на 5 активности, оди во понеделник на англиски, во вторник на не знам ова, на среда, па плюс ако има потешкоти со некој предмет, оди на приватни часови за тој предмет и децата се преокупирани. Ајде да им дадеме оддишка, ајде да ги пуштиме слободна игра, неструктурирана игра, без план, без инструкции, да бидат креативни, да им биде досадно, да може да креираат своји игри, своји идеи да дадат. Така се развива детскиот мозок. Да, Сандра, имаш ли нешто да додадеш пред да заврши? Можам да кажам дека јас сум една од тие што виновна, дека мислев дека јас на моите деца секогаш треба да им најдам некаква забава. Дали ќе ги пратам на активност, дали јас ќе смислувам активност, креативни работилници, изработки, пошто тоа го сака и ужива во тоа. Меѓутоа, сватив дека во реде и потребно е, не само дека е во ред, туку е потребно на децата да им биде досадно. Така да, и на тој начин се учи и растат и они. Но сакав да спомнам, ако на децата им дадеме да бират, дали ќе земаат телефон или ќе одат со родители и браќа и сестри на некоја активност, секогаш ќе го одберат телефонот. И тука се навраќаме на тоа што ти го спомна во разговорот, дека кој е авторитет во семејството, родители или деца. Така да, тука пак ја гледам нашата одговорност како родителите, дека ние треба да си ја превземеме нашата улога и обврска како родители и да бидеме тој авторитет. Конкретно, ние со нашите деца, кога ќе кажеме дека ќе одиме на Водно, на Газибаба, Скопска Црна Гора, било каде, не, пак ли тамо, па нели бевме минатиот викенд, па нели бевме не знам. И секогаш има тој отпор и секогаш има објаснување. И е тешко. Понекогаш ти доаѓа да се откажеш, бидејќи поготово ние со 4 деца треба со секој да се објасниш. Меѓутоа, од кога ќе отидеме и се вратиме, секогаш се задоволни и се среќни. Јас ќе кажам, гледате сега, ако не излеговме, немаше да го почувствувате тоа, немаше да знаете дека ете ќе ни биде убаво. Ама секогаш пред излегување не као тогаш ни беше, ама сега демек сме по не знам. Да, они веќе пораснале. Знаат што треба да прават и што сака да прават, не треба јас да им кажам, меѓутоа секогаш има овакво резултат ако ние превземеме контрола. Да, јас со ова ќе завршам и гледам саат веќе 20 минути скоро па да збориме. И како дете и сега како возрастен, најчесто секој лето го поминувам со кампови. И едно од правилата на самиот камп на кој што одам, се тоа дека нема телефони дозволено за тие што ќе бидат учесници на самиот камп. Во Америка, кога бев истиот камп, на саат време ние пред да стигнеме таму на самата локација, ни ги земаат телефоните. И после ни ги дадоа кога се качивме во автобус за назад. Овде тука, кога почнавме овие кампови да ги правиме, уште од сам старт имавме пушбек од родители, па дали ќе може барем саат време, барем пола сат и да, на почеток, ајде, прв пат го правиме ова све, ама гледаш дека уствари на самото дете ако ние кампот го структурираме или викендот го структурираме така како што ќе им дадеме ние доволно работи на деца и да се забавуваат и да бидат креативни и да имаат слободно време, да одморат малце, да спијат. Тоа дете на почеток ќе дојде, имаше случај минатото лето, едно девојче плаче, не сака да даде телефонот. После тоа истото девојче на крајот од неделата плаче, не сака да си иде дома. Така што многу е важно тоа што кажа ти, Сандра, и тоа што зборевме и со Новак Џокович и ти исто кажа да се има истрајност, да се донесе одлука, окей, нема да имаме телефони,
за викенд нема телефони дома или еве не мора викенд. Дур јадеме, дур имаме вечера, нема телефони дозволено на маса. Так. Од таму се почна и после им ствараме навика за после година, 2, 3, 4, може би ќе престанат да те прашуваат па зошто вака. Ќе биде тоа навика и се надеваш дека таа навика ќе биде која и тие ќе имаат деца, кои тие ќе бидат помеѓу и другарчини и ќе викаат еве, што ќе ни се на телефоните, дај сега се седнавме да збориме. Так. Ама мора да се има истрајност, да се донесе одлука и да се почитува. И да не се откажеме кога ќе дое оне мал притисок или мала пречка, да не се откажеме веднаш од тоа. Да, баш така. Јас исто мислам дека тие поголеми промени можеме да ги постигнеме со многу правење на мали промени, дури некогаш кажам тоа е беззначајно, ама таа промена ќе води кон друга, кон поголема и поголема промена која што секако ќе има и поголеми позитивни последици. Она што јас и како завршно би го кажала е нели цело време зборуваме родители деца, односот повеќе фокусот на децата, но би кажала дека и возрастните, без разлика родители или не, каков пример сме ние за децата околу нас. Ако ние сме тие што сме постојано на нашите телефони, телефонот е секогаш тука некаде околу нас и ние имаме потешкотија да го ставиме макар и на кратко некаде на страна и да се фокусираме на децата кога сме заедно со нив, тогаш веќе не можеме да очекуваме и немаме авторитет да бараме од децата да направат нешто што ние самите не го правиме. Затоа мислам дека пред дури родителите да почнат да делуваат во насока да менуваат нешто во однос на децата и телефоните, треба да застанеме и ние да си кажеме, окей, какви се моите навики, каков пример јас оставам на моето дете. А ако јас кажувам нема телефон, а јас држам телефон во рака, и ако јас велам сега не може ова, а јас го правам истото, тогаш и се прашувам и мислам, не се прашувам, туку логично е дека ние немаме авторитет и нема да имаме авторитет кај децата. Нема никаков ефект. Так, заради тоа не е лесно и за нас, како возрастни, да се откажеме од нешто, ама ако ние ја направиме тој чекор и таа промена, верувам дека децата ќе почнат полека, но сигурно да го следат тој пример. Александра, фала ти уште еднаш за издвоеното време, за тоа што имавме можност да обработиме вториот дел од книгата. Ние може и ќе работиме и на трет дел, така што ќе збориме после за тоа. Ама да, ја завршуваме оваа епизода, се надам дека дали родители, дали деца, кој да не слушал, може ќе извлече нешто. Ја би дал топла препорака да ја земаат книгата, ако ја најдат, не знам дали ја уште ја нема на македонски, тоа знам, ама е дефинитивно добар прирачник да послужи за многу работи со кои што денеска ние се соочуваме, не само надвор од државата, туку и кај нас тука. Така. Фала за поканата уште еднаш.